добри луѓе, точно е 7 часот и 10 минути 27 февруари, понеделник. Но не е обичен понеделник, не е каков било понеделник, туку денес е чист понеделник. Денес започнуваат великденските пости, тоа се најдолгите, најстрогите христијански пости, кои што ќе траат се до Великден. Токму тоа ќе биде и нашата прва денешна тема, со тоа што да не заборавиме дека овие пости не подразбираат само откажување од мрсна храна, туку и откажување од некои други наши лоши навики, како и откажување од лоши мисли. На оваа тема подоцна и постручно ќе разговараме со отец Горан, но сега прво ќе ве слушнеме вас. Како прва тема рековме дека ќе ни бидат великденските пости, со тоа што само да напоменам што всушност треба да се прави на денешен ден. Чист понеделник, односно она што ни останало од нашите предци, а тоа е дека денес треба да се исчисти куќата. Комплетно да се исчисти куќата, како и да се избањаат сите, и возрастните, и децата, и да се подшишаат и избричат, секако возрастните да се избричат, тука не зборам за децата. А она што особено било важно, на што најмногу треба да се обрне внимание, а тоа е убаво да се измијат садовите за храна, да се испоснеле од мрсното. Денес можеби тоа е полесно, затоа што имаме разни средства, затоа што имаме дури и машини за миење садови, но во минатото тоа било потешко и се правело или со брашно, или со пепел и со долго вриење, што значи денес не е само чист понеделник, туку може да се каже и вреден понеделник. А во помодерното време прво треба да се изгледа нашата утринска. Ето и тоа нека биде составен дел од чистиот понеделник. Ајде му посакувам веќе добро утро на првиот гледач за ова утро. Повелете, о програма сте? Добро утро. Добро утро. Најголемиот пост е што ќе излезе од устата, а не што ќе влезе во устата. Значи храната, со храната ни не тоа не чеституваме шо и да јадиме, туку од устата што ќе испадне. Тоа Исус го кажал, го има и во филмови, го има и во Библијата, тоа го пише. Значи од устата што ќе испадне. А и мисли воопшто како ќе имаме, така? Да, а не како некои само вреđат, уговарат и се што прават, сега ќе постел леп че јадел, мрсно нема да јаде, само патлиџанче, чукче, шо ја знам таму. А ваму, то устата, толку неубави зборови изговарат, што ги слушам народот. Нема 100 збора ќе каже од тие 100 збора, да речиме, кога ќе застанам со некои, 95 збора му се безобразни. На секој еден. Дали на машко, дали на женско. Значи, тоа е вулгарни, да. Кај секој, вулгарни, да, уговарат, шо ли не зборуват? Значи се исмејават, некој ќе помине, гледа го ние каков е грд, гледа го ние колку се поправил како вол, гледа го ние како оде се замануе на одењето, од кај му е на ние богатството, ние нема леп за да јаде, страда, гледа го кај борави у џубрето. Значи толку гадни зборови се зборуваат, до нема и каде. И што тие отиде у црква, ќе запале свеќа и ќе се моле таму, дали Бог ќе му опросте. На таквите не им опростуе. Тоа јас го знам, затоа што ја имам црква направено, икона ќе имам направено лично со мои средства, а мене многу души ми имат уговорано и што ги имам слушано, од кај му се паерте, па не ми и донесија они со жена му паерте, па да му уговарат по луѓето. Тоа ја што ги имам слушнато, не друзи да ми имат кажувано, току поминувам, од кај му се навија парите што направил црква. А дали они фамилиарно мене ми донесија пари и со тоа тие што и да праве сега на денешен ден, да не јаде месо, да не јаде мрсно, да мие садевите, да чисте дома, џабе му е на таквите. Кога откако ќе излезат од дома, некој ќе помине одма, ќе го изоговорат у грб, ќе го исмеат, ќе го умаловажат и се што ќе кажат за него. Значи тие таквите Бог нема да им просте. Тие се нечисти луѓе. Џабе одат во црква, има многу и од политичарите одат во црква да си простиме, да ни простите, да ви простиме, а ваму не крадат и работеле за сиромасите. Какво работење тоа за сиромасите, кога сиромасите, еве ги гледам, вратен леп
вчерашен, некняшен, таков купуват по продавниците, за да ядат, за да може да обстане у животот. А они бифтеци си ядат нешто друго и ни работиме. Од кај име богатството? 25 милиона заработила жена му, щедела, била многу убава и многу паметна. А зошто пред тоа не била паметна и убава, пред да дојде на власт, пред да биде премиер? Зошто тој не заштедила 25 милиона? Па колку е платта на изичим 25 милиона евра успеала да заштеде? Значи не пули очи, не лажат, не крадат и да си простиме. Како да си простиме? Ја на такви не би им простил никош, што гледат само како да откраднат. И у Библијата пише, и тоа и филм го има во последните денови, че гледат еден од друг кој од кој да биде побогат и кој од кој повеќе да излаже. Значи, живееме во последните времиња од овој свет. Има земјотреси, има поплави, има пожари, еве и зимно време, и има болести, и тоа сето е пишано таму во таа Божја книга. И вие свет нема да одеш многу, че има и многу опасни војни. Фала, многу пријатно. И јас ви благодарам на јавувањето, да, бидејќи ја споменавте и Библијата. Еве да видиме што велат некои историски записи од кога датира сушност Великденскиот пост. За прв пат се појавува во вториот век, со тоа што тогаш траел само 3 дена. Исто така и во третиот век траел толку, но кон крајот на третиот век тој се продолжил и траел една седмица, а за прв пат 40-дневниот пост е воведен во четвртиот век, а он каков што е денес е од петиот век од нашата ера. Така што сепак долга традиција. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до сите гледачи. Да те коригирам нешто во твоето читање таму. Морам ја корекција од Ако? Значи, ти кажа дека денес треба сите да се бањаме, тука направи грешка, затоа што кај понеделнички ќе се бањаш кога нема ефтина струја, замисли 5-6 души дома, па сега уште, тоа вчера се избањавме готово, сега до недела ќе чутиме. Па добро, Слободанка, ако денот започнува во 12 на полноќ, така, што значи ноќеска предпоставувам, рано. Ноќеска, после како ќе гледавме Искра, ако ноќеска се бањавме. Никако, се е пореметено Искра. Ај малку нека те дава тебе, кажемо на тој таму режија. Да им подвикна малку, а имаме... Да ги искараш, дека Јас мислам дека не слушаат. Не те слушаат, што да правам. И сега искра да ти кажам за, убаво си кажа гледачот, значи Здравко што века од Охрид, човекот го снема, нема човек. Кога ќе речеш нема човек, ништо нема, значи сега што се случува, ќе постам јас, ќе јадам нели само постно, ќе бидам на вода, да речеме, како беше тоа првата недела и втората, не знам како беше, без зејтин. Се ќе правам, ама вамо кога ќе ти збрцам ножот у грб, значи нема луѓе, не останаа луѓе, ба диела ти што постиш, така ли е? Значи што има врска ти што постиш сега, што нема, па ние секако постиме, па јас месо, сега зборувам за мене без везе, зашто не смеам да јадам. Од кога не сум јадала месо, некој нема пари месо да си купи, се е скапо, значи ние секако се испостивме, да ти кажам најискрено. И сега со ова ќе држат стварно 40 дена пост, ама нема човек, значи толку сум разочарана, веруваш или не, толку во луѓето воопшто, никој да ти подаде рака, едноставно баш вчера беше и прочка толку многу на социјалните мрежи. Прости ми, простете, Господ простува, ние простете, вие простете. Што простете, само вчера го кажавме тоа, денеска пак по старо ќе си почнеме пак со навреди, пак знаеш како ќе те навреди некој, толку ќе те навреди тешко, не му текнува дека те повредил или те навредил или те повредил, не му текнува дека те омаловажил на некој начин, разбираш, во некои ситуации, така да едноставно, дали така ги делам луѓето сега богати и сиромашни, не знам како да кажам. Дали сега богатите станаа преку ноќ богати, па дали изгубија срцето, немаат срце веќе, душа немаат, или никогаш немале. Нешто не можам да разберам што се случува. Навистина не можам, дали од секојаш биле луѓето такви, па јас денеска прогледав. Сега во овие стари години сум прогледала, не можам да сватам стварно. Сега гледав јас убаво, ги гледав луѓето како добри. Сега дури гледам колку сум имала пријателки. Јас уствари се
се прашувам и дали сум имала пријателки. Така, Искра, поздрав многу и ништо си изнагледав таму. Ви благодарам, Слободанка, штета што не ни ја исполнија желбата да се видиме, но ќе имаме друга прилика. Очигледно дека дефинитивно материјалното го победи духовното, ќе да е тоа причината поради начинот на кој што живееме. И одговор на сите прашања што ги имаме. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма. Добро утро, Искра, поздрав до вас. Прв пат среќа да добија. Вака. Добро јутро. Моето мислење е, јас ото пред дедо ми полска куќа. Али ја многу су изменета, само што ќе свалиш во уста не е греф, а што ќе искажиш из уста е греф. Мојата баба велеше, кој ќе си пости, не си пости. Ни да му видиш зашто постиш, ни зашто мрсиш. Паметна баба има. Посебно во Австрија бев, видов таму, а не е важно што се католици или ние, иста вера сме. Пред Великден само месо не јаде. Живот тоа, четвртокот. Али луѓето имае. Ја го преокренав листот. Кога попојде, не знаат ни пост, ни греф, ни срам, и си реков, само ќе си верба од природа, од Бога и што ми дал Господ мене. Не сака да уговара, не сака да му се меша, не сака на луѓе, на фамилија, луѓе го гледаат ножо да ти закаче за фамилии и нека се коле. Сега, како кој ќе си имат, како кој ќе си такве, луѓе го гледаш, крадет, колет, бесет, дроги, чуда правят, бараат, посебно сега ќе влезе во политика во општини, посебно ќе бараат изгледа 2001 или она да не знаат во она може речи ке се Украина, кој знаеме што ни е пишано. И ќе гледаме ние, најлошото ќе го правиме, а ќе рачунаме да се пости. Господ да ни да израви и убо, кои ќе се имат сами, знаеме кога да постиме, кога да марсиме, да си испосни душата, да не еш многу марско, да си водиш рачун и да си го дочекаме здрави, живи Великден, фамилија, мир, благосостојба. Тоа е битно во животот. Иначе, работи о мене не ме бендисуваат, не ојт на Арно, како е трната работа. Важно, се слушнавме, да сме си здрави и весели, тоа е битно. И ми поздравени, ако не е алфа, не знаш што ќе правиме. Стануваме, легнуваме, вести, ја гледав емисијата од Швајцарија. Искра, од Швајцарија, репили велика, така. Леле, вела, што живееме, колку народ тамо, каква беше емисија, просто не може да се нагледа веќе од тие одмерат. И тоа е. И тие поќе мисле за Македонија, него мие што си е закопавме Македонија века. Аллал да им е, аллал. И затоа ти вика Алфа телевизија, ние нај. Тие гледаме и си живееме со неја. Видите ми поздравени. Бидете поздравени, секако и дека ние живееме со вас, а нормално телевизијата постои заради гледачите. Многу ви благодарам на вашето јавување. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро. Добро утро. Првиот гледач кажа се што треба да се кажува. И јас би се придружил кон него. Например, в црква ода на пеење. Ми се случило некогаш да појдам еднаш два пати во живото на Сабајле, како што се вика, и таму ода во секој ден се клајна, не знам како да се изразам сега, да не биде убаво, најникаквите што беа жени во градов, и ода се клајна и долу до земја вака се наведнува. Значи, ода Господ да му ги прости греоите. Ете затоа да тие, да речиме што ода стално на пеење. И ќе речам дека и по поите, јас го слушам, точно го зборува.
Иначе попоите се најрасипани. Имавме ние во времето, јас го растев 3 попои. 3 беа во градот. Тројца, сите тројца беа никакви во поглед на моралност. Да, не можеме да ги ставиме сите во ист кош, така и ви имате лошо. Ама и жените не се сите исти во црквава кај што се мола, има и жени изгорени што душата му плачи и ода се клајна. Не значи дека сите до една се такви, али видов многу што ги познавам, се познаваме од во нашиот град сите до еден. Така да јас не постам, а верувам. Не постам. Не можам ни здравствено да постам, без разлика како и да е, макар да, како, што знам, гледам да не му направам лошо на никого, да му искапам дупка, да го турнам дупка, такви работи не постал кај мене. Едноставно на тој што ќе ме навреди, одма му враќам, не останувам во члија, така да јас сум тој, јас си кажам за себе. Фала многу се. И јас ви благодарам на јавувањето, да. Рековме дека постот не подразбира само откажување од мрсна храна, туку секако и од лоши мисли. Така ја започнавме оваа дискусија денес со првиот гледач. И, како што рече тој, она што ќе излезе од устата. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Со лесно да е духовниот пост на сите што почнале да постат и физичкиот пост со лесно, духовниот да им е исполнет со љубов, со трпение, со смирение, со добролюбие, со милосрдие. И, значи, покрај постот сакам да кажам, треба ние да правиме добри дела, не само да се избегават мртна храна. Тоа не значи многу, не е многу за Бога, како да кажам, за човекот, за Бога, не е тоа благодатно, само да избегаваме од храна и да видиме како не е доволно за никого, така? Да. И како фарисеите, јас постам, а ваво мислат со зли помисли, со клевети, со навреди и така натака. Затоа викам, телесниот пост да е со лесно на сите, да се избегава и на мрсната храна, тоа е чувствуваме на телото, значи. Иначе духовниот пост е многу појак од телесниот пост. Ако се предходно рече дека не може да пости, оправдано. Црквата разрешува оние кои се изнемоштени, кои примаат и не мора, да. Така не мора, значи, да се пости. Меѓутоа, можат молитвено да се молат за тие што постат, да се молат за болните, да се молат за сиромаите, да се молат за својот ближен. Тоа е поголемо дело ќе стори тоа срце ако се молат, ако прават добри дела, ако имат милости да поделат некому, да помогнат, добро дело да направат некому добро дело, да бидат трпеливи на навредите, на клеветите, да бидат со смирение, тоа тие ќе бидат појаки во тој пост, отколку тие, како што рече претходниот, легуваме црква, постиме, да не бидат дека постиме, дека се молиме, иначе во срцата, во душите ни стои омраза, нетрпеливост и така натака. Јас овие пости, ако се јавам кај вас, во контакт висис, повеќе моите зборови, моите коментирања ќе бидат за простојње и за некои поуки што ќе бидат поучни за луѓето во емисиите. Нема никој да навредам, нема никој да наклеветам, ма за тоа не провоцира секојдневност на искушение. Значи, ако не се така, ние би било инако со нас. На искушение се стави, не се постот. Ние тогаш во вториот век утврден, меѓутоа самиот Бог Исус Христос дојде пред да пострада, отиде да постите. Исус Христос дојде за нас да ни покаже ние што треба како треба да се спасиме. Затоа тој дојде и затоа после ние бевме толку совршени свесни да сватиме што сакаше Господ Исус Христос Бог да дојде. Зошто дојде како човек? Зошто како да не спаси? Па на тој начин едно од тоа спасителни дела него е ова посто што ти е пред самите страдања 40 дена отиде во гората во молитва и пост и покаяние да го правиме ние тоа. Меѓутоа ние човекот, луѓето не се толку совршени, затоа после во вториот век
и така се справив, некако сите се совршаваме во верата и така натака за она што правеше Христос да го прави ние, за да бидеме спасени. Затоа викаме спасителот на светот. Многу викат, па што ме спаси, зошто ме спаси? Па не поучи со неговите учења, со неговите дела, како да се спасиме, како да не грешиме, како да не патиме, како да не страдаме, за да бидеме спасени. Значи, нека на сите уште еднаш им е телесниот посол лесно, кој се почнале, духовниот во љубов да поминат, во смирение, во трпение, милосрдие и доброделие. Да немаме омраза, да немаме клевети, да немаме напаѓање, во овие постиче мова, мија, луѓето избега да се не вредуваат, да не спомнуваме луѓе, да клеветиме луѓе кои се упокоени пред години, така натака. Да, ви благодарам многу на јавувањето. Еве оваа тема ја заокруживме со вашите зборови. На оваа тема подоцна во емисијата ќе го слушнеме и отец Горан, но сега е 7 часот и 30 минути, време за најновите вести. Со вас ќе биде Слободанка Илиевска. Да, видовте некои снимки, ги слушнавте информациите за невремето што владе и во Србија и во Хрватска. Не би сакала да помислам што ќе се случи, како ли ќе се парализираме ние ако кај нас падне ваков снег. Но сепак да видиме каква е состојбата на нашите патишта, дали имаме утрово некои проблеми. Мартин го имаме ова утро на своето работно место. Мартин, добро ви утро. Добро утро. Ке ве замолам за најновите информации за состојбата на нашите ни патишта. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, додека на граничните премини од македонската страна нема подолги издржувања за влез и излез од државата. АМС му препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата. Особено на патиштата низ котлините, речите, долини и клисурите, каде што има можност за појава од одорен. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берова и Кочани Делчев. За повеќе вакви информации можете да не добиете на телефонските броеви 155 55 за информации и 196 за помош на пат. На тие што патувате во скуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодариме, Мартин. Да, ги гледаме снимките кај нас се сосема поинакви од колку оние во Србија и Хрватска. Да се надеваме сега за сега најавите се дека ќе не заобиколи нас ова невреме. Преминуваме на втората тема, намерно не сакав да ја мешам со првата, сега се враќаме на нашите актуелни теми, но секако да си останеме со убави мисли, со убави зборови, не значи дека сега треба веднаш да заборавиме. Ќе зборуваме за новиот план на Министерството за образование во случај на дојави за бомби, учениците и наставниците да преминат на онлайн настава. Ајде да го погледнеме прво прилогот, а потоа да ве слушнеме и вас што мислите дали ова добро решение. Имате еден час да стигнете до дома и да се вклучите на онлайн настава. Министерството за образование смисли така наречено решение за да се надоместат часовите кои се губат поради постојаните дојави за бомби. По ова не стивнуваат реакциите од родителите и учениците. Поради тоа што не се изнајде начин да се реши проблемот, сега им создаваат дополнителни главоболки. Речи си е невозможно за еден час родителите да се ослободат од работа, да стигнат до училиштето на децата и да ги умнесат дома за да се приклучат на настава. Возрастните пак се соочуваат со друг проблем – нефункционалноста на јавниот превоз и недостиг на автобуси. Од еден крај на градот до другиот не се стасува за еден час, а за тие што живеат во село, за колку? На тој што му текнало да земе да измери со автомобил нема да стигне, не па со автобус, напиша граѓанин. Трчајки или летајки да стигнат до дома наставниците и учениците за 1 саат за да бидат онлайн. Срамота, со месеци да не можат да се решат бомбите, напиша друг граѓанин. Ова е целосна капитулација на Министерството. Наместо да се најдат одговорните, ние ќе седиме дома и ќе учиме онлайн, реагираат од Сојузот на средношколци. Од таму велат дека е добро што конечно нешто одлучило Министерството да направи, но ова не е решение. Разликата во оваа ситуација со таа во пандемијата е пандемијата беше нешто што никој не може да го контролира, односно имаше реална закана од заразување. Сега на некој начин ова е своевидна капитулација на Министерството, бидејќи наместо да се осигураме дека нашите училишта се безбедните каде што може да се учи, наместо да се најдат виновниците и одговорните за дојавите за бомби, ние велиме не можеме ништо да направиме, ако има дојава за бомба ќе мора да се седи дома и да се учи онлайн.
Изгубените часови се дополнителен проблем за матурантите кои немаат нормална настава, бидејќи треба да полагаат државна матура. Дури и тие е прашање дали ќе може да стигнат до дома поради недостигот на автобуси. За мојата генерација, која што е родена во 2004 година, за жал нема година од средното образование, која на некој начин не беше афектирана, било тоа од пандемија, било од штрајкови, било од продолжување на распусти, било од сега од појавите за бомби. И за жал можеме да кажеме дека македонското образование и пред пандемијата беше прилично неквалитетно. Не се средните училишта општински, односно ученици од целата територија на градот посетуваат училиште кое што може да биде многу далеку од дома, така што верувам дека за нив со оглед на јавниот превоз може да има проблем да дојдат нели до дома за тие 45 минути. И додека дојавите не престануваат, властите се уште немаат никакво решение. Премиерот се чуди како се уште стигнувале дојави кога биле сменати имал адресите на училиштата кои биле на еден сервер во Министерството за образование и наука, а според него ова било импакт од војната во Украина. Да, ситуацијата е можеби компликувана, но прашањето е многу едноставно. Треба ли учениците да се вратат на онлайн настава? Со тоа што јас би додала не само учениците, и наставниците, и родителите, што значи сите, ние целото општество буквално. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Поздрав до емисијата. Поздрав до почитуваните слушатели, гледачи. Сакам да кажам во однос на првата тема. Господа поможи и на оние што ќе почнат со пост, и на оние што не се во можност да постат од таму разни причини, здравствени, на работа. И така, значи, добро кажавте вие, мислите да се добри, да, и онај првиот гледач секоја му чест. Рече, џабе човек што постита, а прави зло дела. Значи, не оди то заедно. Толку во однос првата тема. Во однос на втората тема, јас би кажал, слушнавме дека и во Јапонија слични работи имало, дојава на лажни, го фатиле лицето за еден ден. Зашто нашата власт не се обрати до Јапонија да ги викни таа екипа професионалци да откријат кајна за еден ден. Ова е човек од тука. Од тука е ова. Ова е срамота и гревота за учениците да ги малтретираме, да помладите се плашат и така. Значи не е добро за никого. Како да не може да ги откријат? Нека си прави чарета, е власт. Нека и станет од столоите, нека растрчат малу. Искра, фала многу. Не, апсолутно, сосема добар предлог им дадовте. Да, фала ти многу што ми остапи време. Пожелувам све најдобро на цела нација, успех во работа и добро здравје. Фала ви многу, пријатно. Нема зошто да се заблагодарувате. Ние вам ви благодариме што се јавивте, ете прокоментирате на двете теми и плюс бевте многу конструктивни, дадовте добар предлог. За само еден ден велите дека успеале да го решат тоа. Барем за една година нека го решат, еве нашиве. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Добро утро. Ало, добро утро. Добро ви утро. Искра? Да? Прв пат се јавувам. Миломир? И сакам еден предлог да дадам јас за овие бомбите. Кога ќе кажат дека има бомби во 20 училишта, јас предлагам децата да си одат дома, а овие сите што се во парламентот по 5, по 6 пратеници, председатели, сите да се распоредат во училиштата и нека седат тамо додека да помине контролата дали има бомба или не. Па да видиме како они ќе се осеќат. Дали прифаќат некој мојот предлог?
Да, и прито јас би го надополнила вашиот предлог да стигнат од работното место до училиштето со автобус. Да. Со автобус, не срамно. со службени возила, да видиме дали ќе добијат автобус и дали ќе успеат за еден час да стигнат. Службени возила, живееме ние со 10.000 и 11.000 пензија и секој ден само чекам први да дојде да ги платам овие давачките што ми се струи води и ми остануваат 6-7.000 на мене. Како јас ки живеам со тие пари? Дали некој не прашта? Волку качување, онолку качување, ништо не качува. Прв пат се јавувам во телевизија кај вас и не сум се јавила ни во други, се јавувам од Струмица. Срамота, стресови децата да добиват и родителите и бабите дома. Само вака, по 5-6 од овие пратениците што зимат не знаат ни они колку плати пари, да влезат во училиштата и да седат цел ден и цела вечер тама. Дали они ќе имаат стрес? Јас многу ви благодарам. Имате уште една минутка ако сакате. Ајде. Да. Велам, имате уште една минутка ако сакате, бидејќи Да. прв пат се јавувате да ви ги дообјаснам правилата. Во секој случај, многу ви благодарам и се надевам дека и почесто ќе се јавувате. Така. Прв пат не можам никако да добијам, сум ве гледала пред многу години во некои емисии што ги водевте. Да не спомнуваме пред колку години, може? Да. И баш ми е драго што добив сега. Почекав еден први огледач, па јас наред. Благодарам многу да сте живи Јас и вам здрави ви благодарам. и убави денови да имаме. Поздрав и до вас. Само така, овие сите во училиштата и клучот на вратата. Ако има бомба, нека има и за нив. Поздрав, Искра. Поздрав голем. Телевизија. Ви благодарам многу на јавувањето. Еве втор конструктивен предлог имаме за денес. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, Љупчо. Откако станав лојален граѓанин, сега имам право да дискутирам. Знаеш зашто лојален? Ги платив сметките. Оставање. Така ви кажете на дефиниција во еден учебник по граѓанско. Лојални граѓани биле оние што редовно си ги плаќале сметките. Да? Така пише. Ама тоа пред 6-7 години издаде тојше. Слушај ги Искра. Не го знаев ова. Така пише. Општество учебник. Јас, значи, не сум секогаш лојална, морам да признам. Не бе рекол ја, така по дефиницијата од учебникот. За граѓанско општество за 7 деление. Издаден таму 2014-2015. Може го смениле сега, не знам. Види вака, јас имам еден предлог до вашата телевизија, тој да контактирате го Илковски од друга телевизија Јанко. Он има еден добар, во петокот го гледав една емисија со еден наш у Турција што живе, во врска баш IP стручник, во врска со бомбиве. Ова човекот убаво кажа. 200.000 евра кошта заштита на една IP адреса на 2 години. Значи 200.000 евра. Ако сакате да заштитите. Тоа е една работа. Втората работа, серверот, предизводство на кој може да се кријат адресите за да не може да се откријат луѓето, е многу има достапно на интернет. И он каже убаво јасно, дека во ниеден случај овие дојавувачи на овие бомби не можат да се откријат, бидејќи кој го користа тој сервер. Значи, кој Ама, го користа... Љупчо, да беше во друга држава, мислите немаше да бидат откриени? Ама се слушаме вака. Човекот е IP стручен. Земете го Илковски, нека ви дозволи да пуштите на вашата телевизија таа емисија, тој разговор, тој интервју со човекот, за да се уверат широките народни маси дека откривање на лажни адреси не е така едноставна работа. Добро, но постојат многу други стручњаци. Ако еден стручњак не може, можеби некој друг може. Ама пазете, тој е македонец, работи во Турција, има своја приватна агенција. Ама јас не ја разбирам тогаш која е поентата, да кренеме раце, да ги затвориме училиштева, нека не учат веќе. Не, пазете, најголем непријател на оваа работа е паниката. Ние сите знаеме дека ова е политичка работа. И дека позади оваа работа стои политичка партија. И знаеме само дека е Не знаеме, затоа што нема излезено никој со ништо. Ама више и братците знаат, ајде сега да не си играм играчки. Има една друга емисија на YouTube, не сакам да... Добро, ама сега ние не можеме по емисии да одиме, Љупчо, по YouTube да одиме. Дали МВР... Момент, ќе ве замолам. Дали МВР излегло официјално со некој став дека зад ова стои политичка? Ама не можете од МВР да барате изјава, треба да барате кого да бараме? Од јавно обвинителство. Они се надлежни за истрагата.
Јавниот обвинител ја води истрагата, не ја води МВР, бе, луѓе. Научете го Ако законот сака, нека ја води, секогаш знаеме дека МВР треба да излезе. Ама не може МВР да искочи пред јавниот обвинител да збори. Јавниот обвинител е тој што дозволил или не дозволил да се држи пресконференција во врска со одредено настан. Ние не го знаеме правниот систем во државата и само коментираме да ти кажам право. А до тогаш значи да се информираме од YouTube. Што рекол некој стручњак и така да прави. Ги слушаме бугарите како секогаш што ги слушаме бугарите што ќе зборат. И ќе правиме паника. Лупчо, измешавме се. Каква врска има сега бугарите со бомбиве, навистина не ми е јасно. Дозволи ми, ама ми се уметуваш со зборот, тоа ми е највише. Значи најбитно е дека да нема паника, треба се живее како да ништо не е. Тоа е мојот совет. Далеку сме од бомби дека некој ќе постави по школите или пазете кај претседателот во вилата бомба, а вилата од сите страни е затворена со обезбедување. Јас колку што гледам доста смирено реагираме, не видов ниту една паника целиот овој период, а лесно се каже на некој кој што не оди на училиште, кој што не оди на работа, да игнорираме. Не може да игнорирате и да го пуштите детето во училиште, или да оди некој на работа, ако се знае дека таму има дојава, не велам поставена бомба, дојава за поставена бомба. Сепак мислам дека МВР е тој што треба да излезе со некоја информација за да извлечеме заклучок кој го прави ова. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Добро утро, расположена Искра. Ајде и вие да видиме колку сте расположен вака понеделнички. Па јас секогаш сум расположен, меѓутоа една работа ме загрижува што немам знаење како моите северни граѓани. Тие секогаш велат, ние знаеме за милиардите на груја, ние знаеме дека е на политичка партија. Па еве слушнавме од YouTube се информираат. Пак, на толку знаење се чудам зошто со тоа знаење и со тие факти не оди во обвинителство, па оттаму да покренат обвинение и да видиме тоа знаење на јавно судење. Од тие милиарди на грујно, тие што многу знаат, колку ги поставија во тужбено барање и колку ги докажа. Да не ги кажувам тие други гнасни работи за Смилковска, за диво населја, толку што знаат. Но добро, нека им служи, нека тераат со своето знаење. Нешто со бајдето спомнавте постење и религиозни празници. Денес започнуваат големите пости велигденски. Да. Видете се, јас на голема дилема сум. Тоа правило за сите важи постењето? Не, значи тоа е на добра волја, така секако да, но рековме поважен на оној духовниот пост, да не се мисли лошо, да не се прават злодела. Сега, јас сигурно ќе бидам на постење, а веројатно и другите граѓани, бидејќи... Сакале, некеле? Па, откако ќе ги платам сметките како лојален граѓанин. Да. Знаете, си смејуваме со некој напишал во учебник пред 6-7 години лојален граѓанин, не вари Грујо ошол по учебниците да ги пишува. Се беше смешно тогаш и компјутер за секое дете беше смешно, не и јуден денес им е смешно. Меѓутоа сега кога некои родители немаат леп за своето дете, сега тоа некако не е баш смешно. Сега кога немаме лекарства за секој болен не е баш смешно. Нели решим срушивме. А сега нема ни учебници. Каква е таа демократија, слобода и развој, не знам што е европска влада, не знам каква, кога немаме основни работи, основни потребштини. Така да, ние, веројатно како и мнозинството народ, ќе си видиме на постење и ја предупредив ова моја сопруга, му викам, кога ќе одиш леп, немој како овие северниве сопруги да ми се врати со фотоволтаична електрана, да ми изненадиш, затоа што јас од незнаење, како некој што не знаел дека жена му купила фотоволтаична електрана. Тоа е тоа. Денес Ефтин, ми требаше малку да го сватам. Па на крајот на краиштата, па нека имаат електрани, нека се знае која куќа мрсно јаде. Благодарам, искрено за сапрето. Да не ви благодарам, да не ви прави стресови сопругата, да, изненадени
да бидете. Инаку Арно велите да многумина ќе бидат секако на пост со оглед на цените, откако ќе ги платат сметките, а и малку со духовниот пост ќе биде проблематично затоа што немаат ученици од каде да се надградат учениците, така што и таму ќе останат сиромашни со знаење. Ама ова со сопругата, да. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Добро утро, Македонија, добро утро, Искра. Добро ви утро, Тале. Бог на помош до многу години. Ке ни треба. Проштевајте кој да е нешто што сум сгрешил со свесно или несвесно. Мислам дека утрово не почна баш добро во оваа емисија. Некои се јавија кои го величаат, нели, Тито. Денес не беше спомнат, Тале, Тито. Ама не, тој истиот го велича Тито, а жените кои оделе в црква биле сите недостојни. Се коригира, после не рече дека се сите, рече. И сите попои во негово време биле најлошите луѓе биле. Битно мажите се добри, жените и попоите не чинат. Значи Тито и другите тие со него неверници, безбожници беа ангели, ама попоите и тие жени што оделе в црква биле најлоши. Која е таа логика? Кој може на таа злоба да му верува? Денеска на правден нели пост. И ако постиш било лошо, тие што постеле, нели со храна, само зло кажувале. Ја познам толку луѓе од цела Македонија, илјадници, брајки и сестри, душа луѓе се, си постат, нели, и со храна, и телесно, и со усташо, и со мисли, со се. И сека некој тука што в црква 2 пати годишно влегувал, може кога нема никој, нели? И тој ќе ти кажува, тие жени што оделе в црква биле најлоши, најнедостојни жени. Која клевета, Ако тие жени што одат в црква и тој народ ходи в црква редовно, ако не е тој народ, мислам дека онај земјотрес во Турција мала работа е, што би не слашно. Да благодариме на Бога, што сепак има побожен народ, дали жени, дали мажи, и што одат секојдневно на богослужби, или па за празници, или во недели, што се молат не само за себе. Оти има луѓе, ќе појде еднаш црква и се моли, Господе, дај ми да ми падне седумка на лото. Или да добијам на коцкарница, да добијам. По едно време ги носе ливчињата од лото и од бинго да ги осветуваат во црква, да. А некој што оди в црква редовно на богослужби и се клања, нели, прави металии, тоа е христијански, металии прајање христијански, кога ти на твојот шеф или директор или не знам било кој од нас на некој доктор да чува Господ ако сме болни, ќе му речиш, докторе, ти се поклонувам, ќе ти се поклонам, ако треба до земја, те молам помогни ми. И како сега на Бога да не му се поклониш во Божји храм? На Бога се поклонуваш, тоа е христијански чин. Некој што в црква никој не влегол и сега за него чудно е поклонување. Па се прават поклони во текот на литургијата, се кажува, ти се поклонуваме, Господи. И сега, попоите биле лоши, Господе, прости ми. А овие, нели, од СДС комунистиве, тие што рушија цркви, што сотреа цело раководство македонско, што бија 5 струмички студенти во време на Тито и СФР, тие бе ангели безгрешни. Тале, ви благодарам на јавувањето, предпоставував дека ќе се јавите денес секогаш кога има религиски, особено христијански теми. Тоа е вашата тема. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Убав ден нека ви е. Нека ни биде на сите. На позитивната искрена смејана и секоја што народот. Шо да правиме, така? Друго нема. Да, јасно, така, барем пушти, шо и утре влигу на веселје. Што ќе правиш, немаме друга работа, да. Ги поздравувам сите и им го честитам постот и посакувам лесен и убав пост на православните. Нормално? Вака сега, значи, за онлайн учењето тие работи, значи, убаво кажа претходниот гледач, значи, овие владава, да барем пешки до школа, не треба да учат таму. Што сте ви како се неписмени? Ако се неписмени. Може да поседат малку во клупа, да ги вратиме малку. Ето така.
Ковачевски што си чита книги таму. Значи тоа е, значи му дале од школото да прочита нешто да научи. Ама за жал таа црка не сваќа. Значи не може да свати таа црка. Џабе не може да свати, разбираш колку што вика стаја му главата не му влегува, значи не влегува, да. Значи не е тоа онлайн. Значи не може да кажеме дај да не кажам за бомбите, тие се секогаш лажни. Секогаш се лажни тие. Значи човек кој е свесен... До сега што беа сите беа лажни за среќа, така? Значи од теаната ќе бидат лажни, пошто знаеме дека лажни. Знаеме дека народов се заплашува со нив и така го заплашуваат народот. Нема што да прави, се знае кој одговара денешно време, кој не одговара, се знае. Значи се знае кој одговара, кој не одговара. И така да се знае, значи секој се лажни бомби. Фала Богу, само да не стрепи некој земјотрес. Тоа е, виж ке нешто друго, тоа е више од Господ. Кој што се случи у Турска, натака, разбираш, мислам. Тоа е жално, прежално, али тоа веќе не е лажно. Тоа веќе не е лажно. И нека не мисли владата дека не се знае, дека народот будала е. Не. Значи, народот не е будала. И она што ностоп крадат вамо тамо и на друго, значи на ден Господ, значи Господ не е време да вади очи од еднашка. Он удира, кај што највише ќе го боли човек. Он си знае. Значи Господ си знае. Значи он таму удира. А еден ден сите ќе осетат. Значи туѓото си е туѓо. У Библијата пишува не посако е туѓо. Значи Господ ќе каже, еден ден ќе каже. После ќе чудиме зашто вака, зашто така. Па за секој зашто има затоа. Благодарам многу, имајте убав ден, поздрав до сите. Пријатно. Ви благодарам многу на јавувањето, нешто црно ми се сузате па реков што се случи. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Јас реков еднаш добро утро, една мала реплика на тој Тале, што многу кажа. Знаете дека не дозволуваме два пати вклучување. Јас ви благодарам на јавувањето, одиме со следниот гледач. Тоа одамна го имаме веќе расправено, после тоа повторно ќе има реплика право тој да се јави и во недоглед ќе оди такава емисијата. Ајде барем денес да се воздржиме од неубави зборови. Добро утро. Не е толку тешко. Добро утро, секој утро. Добро утро, повелете о програма сте. Одлично да ви кажам, браво. Денеска имате наплив од прилепчани. Да. Па сега Тале му реплицираше на претходниот, сега јас се му реплицирам на Тале. Ама вие се јавувате прв пат, така? Да. За разлика од претходниот гледач, сакаше втор пат. Нема грешка. Не, втор пат во емисијава? Не, втор пат година. Добро. Имате право, 3 минути, повелете, да. Се го реплицирам на Тале, за претходниот гледач, сега се го реплицираше. Леле, колку сте компликувани. Животот бил 2 пати во црква, а не годишно 2 пати. Тука е репликата моја. Ме разбраше, така? Дали вие ме разбраше, речи го, Тале че разбери што сам да кажам. Човекот што критикува за црквата, само 2 пати во животот бил во црква, а не 2 пати. Значи да надополните. Да, сега уште плюс му давате шлагворд на Тале. Така, тоа е репликата. Човек што по моје, тој што бил 2 пати, бил како на изглед. Не бил на служба или на нешто. Добро, тоа си лично право, лична желба, лично интимно чувство на секого. Да. Тој како така, ама барем да не критикува, ко не знаеш како е таму и шо е. Тој се траи се свирка и си. Сега тој ќе му каже на Тале како е, па и реплика дава човеко. И јас сум од Прилеп, сега не испаде дека прилепчани се препокуваме. Ама ако било нешто, искористи време да се јавам и ја да кажам нешто така. Ако. Ви благодарам. Бидете поздравени, се најубаво и така. Поздрав и до вас, ви благодарам на јавувањето и добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Здраво. Здраво. Па, вака, толку беше од точката, виде? Готово, не можеме ни половина час да издржиме. Ке видиш ти кучета со и така насак и така навака, да не употребам по некој од арсеналот. Не. Барем не понеделнички, не денес. Не. Него ме интересира со
не требале да даваат полицијата да дава одговори за бомбиве. Или јас многу филмчиња гледам, ама сегде во нормални други држави гледам прво полицијата излегува на прес, така? Да, ја како што гледам, кога ќе видат кога се деси некој масакар таму локалниот шериф излегува и Токму така, кој инаку да ми ги даде информациите, така? Гледам човекот се ширлија, значи со тие врвките преку капата преку шеширот само се, значи човекот некоја вајда функција обавља. Затоа што од обвинителство ќе ви речат додека трае истрагата, тука не можеме никакви... Да, не можеме ништо да кажеме. Да, али добро, убаво е да обвинителството се врши својата работа, ама бидејќи знаеме со според довербата од 2% тамо колку имаат народот верба у нив. Да, тоа рековме семејството имаат доверба, така, тие 2%. Да, и тие дури се убисла. Дали да ги пофалат или да ги нападнат. Но мислам, многу се отидени. Ми спомнува тука некои закони владееле, според ова, според она. А какви закони, дека владее дивли запад и тоа, оние грингоси и деспирадоси на времето што правиле зулуми по западна, по таа Америка таму, кај нас дојдоа сега што сакаат прават, па дури еден филм бил че Малчевски имаше каде се доаѓа од западот до уценети глави тука. Може да замислиш што само може да дојде од западот, која култура, кое знаење. Па децата на онлайн да учеле, па они тргам по себе, сега да ме тераш да учам, па уште онлайн да ми дај, ау која шанса да прамески важи, ле. И тоа се треба да го учам и тоа нема да го научам. Ти давам гаранција. А што се однесува до ова постоje, види се, атеистички размислувам, гледам многу будисти, многу муслимани, католици, денеска го поштуват законот. Ова постов некако нелогички ми е, зашто нели сме сите луѓе, нели од сите исто во снегот трпке тече, значи сите тие работи, ама не постои, тие нити па прочки даваат. Ја не сум чуo да имат некој таков прочка. Ајде да провериме по енциклопедија, може ќе најдеме нешто. Ама ја не знам будисти да имат прочка, да имат католици прочка, муслимани прочка. Знаеш, нелогички работи ми се. Извини вака што наметнувам некој моје мислење, ама така размислувам ја, поздравлено. Да, не зборам за нелогичност, на крај ви беше веќе не успев да ве потпрашам зошто така мислите, но ќе имаме друга прилика. Добро утро за следниот гледач, повелете, програма сте. Ајде, добро утро. Ајде, добро утро. Видете сега, од кај да почнеме за последњево? Ќе почнеме дали е еден Бог. Се слагате дека е еден, така? Добро. Сега. Зошто ги разделил луѓето кој да пости, кој да мрсти, кој една религија, кој друга религија, кој како ќе верува, кој не верува? Тука субдематично ми е малце. Затоа што сега ќе постат само православните. Те такви редишта, вакви редишта, она. Ја почитувам, и друг пат сум кажал, надприродна сила што раководи со некој систем. И тука завршувам. Што се однесува за бомбиве. Бомбиве нема шанса да не се открија ни една бомба да се затаи. Може да се открие, не сака. Тие ги протежираат бомбите, планираат, размислуваат нешто да прават, затоа тоа го прават. Еве ова бомба вчера што пукна со општини што ќе формираат во Македонија албанците. Ете таа бомба. За народот сега да се заврти на таа страна. И таа бомба, не знаат дека овие албански општини дека напред, многу напред одат од косовските општини. Зошто? Викам, тие уште не формирани, плюс ќе се формираат, па Вучич ќе ги рани со храна, ќе носи со камиони. Камо Косово да носи за овие општини, како што Србија дава? Камо овие општини да плаќаат како што плаќаат тие во Косово, што ќе плаќаат? Тогаш ќе излезат сите од министерствата, ќе се вратат по општињето. Тие општините више ги
ги надминале сите, како да речам, права и добивки. И државата е зеде во министерството и сега утекнале во општини. Бог да чуваме, а да имаме ли луѓе компетенти што ја водат државава. Прво дивчистат бомбите, нема бомби. Ама не знаат како власта да ја зачуваат и само удираат те лево, те десно, те напред, те назад. Што рече еден, жената ќе ја пратам негде, може ќе ми се врати назад со волтаи. Да, ќе го изненади. И па мојава е почината да беше жива и ја ќе ја пратив, ќе се вратеше поживи со волтаи, со не знам со што. Ова е неспособна власт и се плаши што ќе ја изгуби власта и се плаши што после власта, што ќе се откриват овие министерства што прават, тоа треба да се ископа од корен. Прво, ја уништи ја државава економски, второ политички ја распродадо. И сега, викам ја до година да менјаме северно, све северно. Не, никој да не менја ништо. Зошто? Затоа што грците Македонија ќе завладат тој дел, овдека северни граѓани и бугарите ќе не потиснат, дел од таста на албанците, тоа е планот. Нека разбират овие што се прат толку умни и се знајковци. И овој што зборува, убаво го прекинавте, му се уфрдивте, што животот ништо не допринело, сега си стакнува тука да кажам кој сум ја. Дај да видиме што си направил во животот. Не знам точно на кого мислите, но ако сум ви го направила, кефот мило ми е. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Имаме... Добро утро. Добро утро. Пред мене гледачот секојаш ја каже вистината. А ова вистина што ја каже, ние треба тенечко да се разбудиме и да реагираме. И доста бре луѓе ни од муабети. А на вистина веќе доста е. Јас не знам по кој пат ќе се обидам да објаснам зошто ни е толку лошо во сите области на живеачката во Македонија. Зошто имаме милион глупости и негативности? Имаме, од држава, општество, македонска куќа во вистински смисол немаме. Од постојањево карикатура. Никако да се ослободиме. Од гадотијава 30 годишна. Не само што не се ослободуваме, туку ни расте. Досега, 2023, невидена глупост во светот. Каде е човек од човек? Зар го нема? Та дозволивме на карикатурите, не луѓето, и од тука и онород да не дрмат, да го уништуваат македонството. 30 години смрдеш македонско постоење. Газење петулица не правија. А човеци не се појавија кои ќе речат не на глупостиве, 30 годишни, да ги запрат и чистат. Се на се состојбава ние тешка малоумност, што води кон непостоење. 30 години не луѓето, карикатурите ја разграбија у пустошија Македонија. И денес, 26 февруар 2023, мислам на вчерашниот ден, денот не е за простување на грешките еден кон други што сме ги направиле. На убавиот ден, како да е џабе, ошубајната очовечување со секој ден, наместо да расте, се намалува. Со тоа наместо сплотеност, ете, растурени сме. Денес сме во невиден злочин кон самите нас, продавање, издавање на македонството. И нашите медиуми
Воопшто од незнаење, неродолюбие, непатриотизам, повеќе пренесувате мисли за туѓи цивилизации, за нашата македонска не или сосема малку. Невидена брука сме од самоништувачкиот синдром што си го имаме. Дозволиве другите лажно, фашизирано да не толкуваат како че им текне. Затоа што го украле од нас да не ни го вратат. Суд за постојање на сите нации во светот, култури, така и на мојата македонска. Душмазните смисле стратегија, грозна стратегија да се опустошиме и уништуваме однатре, од самите себе. Разбудување и освестување не гледам. Ме боли сиромаштијата на духот во која сме. Кого да прашам, Господе, ако не вас, зошто човекот, како од најсвесно битие, се со малку љубов е во себе. Малку љубов, малку вредности. Денешната состојба македонска 30 годишна таква ни е, безвредна. Дај ни сила, памет, љубов, за вредно да заживееме. Кога и ние македонците достоинствено ќе заживееме. Македонија денес, 2023 е во големо мајмени, крадени, 30 години ни трае поголемо од секојаш. Чистотата во постојањето никако да го постигнеме, а со тоа и убајната. Карикатурата, грдотијата никако да ја победиме. 30 години трулеш издајства на македонството, а реагирање немаме. Здравко, ви благодарам како и секогаш не оставате без зборови и овде во студиото, а верувам и гледачите, затоа јас сега на помош ќе си ја побарам мојата колешка да ми влета. Сузе е веќе дојде на овде. Сузе, добро утро. Добро утро, среќен ден, среќен понеделник и солесно на сите кои ги започнаа 7-неделните пости. Рековме со гледачите солесно и ним, а и на сите останати ќе ни треба. Гледам посреди тебе поинаква позадина ова утро, да им најавим на гледачите дека ќе имаме малку некои измени, особено ове првенствено сценографски, но главната причина поради која што си овде не е да пофалиме сценографијата, туку да ги најавиш денешните гости. Така, искрено што рече, во гостинското студио, каде што наредовно си ги чекаме гостите, имаме новитети, имаме една проширена убава тераса со поглед на главниот град, како и зеленилото кој што ја најавува пролетта, но тоа ќе го забележат нешто подоцна кога ќе пристигнат и гостите. Гостинот, за почеток, ќе најавам после 8:40 нашата Бела направи еден убав разговор кој што го организира лице во лице, се однесува на стоп на насилството врз жените и девојчињата, на унапредување на родовата еднаквост, се со цел да се овозможи специјално менторство за економско зајакнување на жената. Лице во лице, навистина, секоја чест и браво. А потоа околу 9 часот ќе пристигне нашиот гостин, кој што ни доаѓа од Спортското радио, кој што на 22 февруари направи полнолетно, со 18 години постоење на првото единствено на во етеров Спортско радио. Ќе говориме за сите предизвици со кои се соочува, а некаде околу 9:20 пак Ивана направи еден убав разговор токму по повод постите, великденските пости кои што започнуваат денеска, заедно со отец Горан од Македонската православна црква. Ти благодарам многу, Сузе. Ние сепак имаме уште нека минутка со гледачите да го искористиме максимално тоа време, односно до следните вести кои што се во 8:30 може да си продолжиме со дискусија на нашите две денешни теми. Некако успевате и двете да ги опфатите истовремено. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, убаво утро. Убаво ни ноќеска ни Нели? Ни врнеше сега сонце ни огреа, да. По дождови кај има и сонце, ако ни е ладнечко, ама убаво. И мислам дека сите се денес поспани, затоа што толку убаво тоа дождецот ни дојде ноќва, што не ни се стануваше утринава, нели? Да. А пошто вие
извини, станувате рано многу и затоа викам, знаеш, па порано ќе си легнете, знаеш, мора така да биде, знаеш. Поздрав до тебе, Искра, еви до Сузе. Вчера се ни кажуваше во Швајцарија, убаво, значи убаво многу. Да сме си живи и здрави. Што да кажам? Тоа е најважно. Здравко кажа убаво све. Името ме подсетува. Што е Здравко, се убаво да не кажам малце. Така. И за посто сега. Посто. Кој може да посте? Убаво е тоа. Господ нека му поможе. Јас, мојата пријателка, доктор Васич ми биле комши во Влае, она пости, сите пости, викам, пости, викам, ти, ние ќе ти држеме среќа да си убаво да си поминеш посто. Што велите да пости и за нас, а? Да, не, па, да, убаво е тоа. Сме постеле кога сме биле помлади вака, колку сме можеле толку дали да недела, па некој човече еден, кој ќе платиме струја, сметки, ова, она, па ќе си постеме така. Не е важно да се јаде месо. И јас, например, така ме вика пријателка Варатка, што е бело, не е мрсно. Сирење, млекце, тоа, значи може да се јаде тоа. Важно од душата да се бидеме добри, да се простуваме, али некој што ми вака грешила, не сум таква, секој пут сум вака, можем да кажеме, ме да предметувате, сум за секому што можем да помогнам све, али некој што ми грешил, не тоа останало во мене, не можем да го да речем, ете така било, ама си го мислам, може би друго ќе заборем, ама тоа не, многу помладо од мене. Па може би тоа е умно, детка Фимка, тоа не значи дека сте злопамтила, туку едноставно го се изгореле еднаш, зошто повторно да се горите, така? Да, али помладо од мене, може би многу, како ќерка да ми биде да ми греше, не би вака така баш простила. Само ќе го памтам, нека биде живи и здрави. Тоа, значи, Господ нека дава здравје, тоа е важно. И сега здравје за 8 март да си пречекаме убаво. Па ние ќе си одеме со тетка Радка, моите пријателки за Соков бања, убаво да си поминеме со добри мисли. А ово што го кажа, ово секој пут Лупчо мислам, дека за учениците вика, тоа е лага. Ние да си тоа не е страв. Како нема да биде страв пред душо златно? Праќаме, јас моите се големи, уште една имам унука, другите са унуци и параунуци, 4 вчера бев ке ќеркам по старата да прочка, јас ке не взимаше гости, мене ме повика, помало се ќерка тука ми дојде изето. А ти викам, и не е тоа, како праќале деца во школу, внуци, како нема да биде страх? Секој праќање во школа вика како ќе биде. Не може тоа така да се каже, али како што рече да гледат жена му да не ги изненадеш да му... Да, тоа мислам. Си извинувам. Да му некоја фирма да му отвори, а мажа да не знае, не напостава си, а да не знае жена што му работе. Како би жена му има право, што го добила тоа право и толку богатство. Биди ми поздравена. Поздрави до вас, тетка Фимка. Да, јас немам жена, но многу би сакала сопруго да ме изненади така, од ненадежда не знам дека има фотоволтаици. Зошто да не? Инаку да, се согласувам и преска реков дека мислам дека тоа е проблем што не може да се игнорира. Еве дури да речеме дури и лажни да се бомбите, сепак не може да се игнорира фактот што децата губат часови, денови, веќе и седмици од наставниот процес и тоа не може а да нема трајни последици. И познаењето, а башка за стресот да не зборуваме. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро. Добро утро. Во чест на прочка, прво да побарам прочка од вас за моите јавување во емисијата, да не сум ви сгрешил нешто. Не сте сгрешили, но сепак редно е да одговорам простено вие, така? Иако велам не сте сгрешиле, да. Сега прво за ова што спомна за жената беше многу интересно. Мене тоа ми се случи вчера по традицијата. Демек, помладиот бара прошка од постариот. Да. И секогаш било сопругата да ми
бара прошка. Вчера за прв пат реков, ајде ќе ја прекашам мојата традиција и јас побарав прошка. Ја збунивте? Да, не знам, видеќемо. Ама да не се навреди, се ќе рече, јас постара сум од тебе, па така што ми бараш. И тука е нож со две оштрици тоа. Да, туку сега за великденските пости што сакав да коментирам. За мене тие освен телесното прочистување, значи од храна и од сето тоа, најбитно е духовното прочистување. Значи да расчистиме со себе, со сите негативни мисли во нас, да се обидеме да бидеме позитивни. Да разбирате, тоа е суштината на целата работа. Иначе, повод ми даде исто коментарот ваш во врска со оние ливчиња за лото, што ги прскале со вода. Јас се користам прилика да кажам, но дамна сакам да кажам како анекдота, да се расположиме малку. Значи, за времето во државата постоеше единствено државна лотарија и тие се вика лозови, тие ливчињата што ги продават. И купите лоз и ќе добиете премија. Имаше еден човек пред Свети Димитрија црквата, еден многу грлат, што цело мало го слушаше, и за да купиш лоз, не? Арно, ама некој верник, да речам, секој сабајле, место да купи лоз, тој иде у Свети Димитрија и се молел. Аман, Господе, да ми падне премијата. И така со денови, разбирате? Викам, разбирате, формално како Тошо Малерот. Иначе, и на еден ден му се јавува Свевишниот и му вика, а бре човече, па купи бре лоз, па да ти помогнам. Како ќе ти падне инаку, така? Тоа значи, дека треба прво самите нешто да направиме позитивно, па да очекуваме резултати. А ние што правиме? Коментираме, вака е, онака е, констатации, ама никој не прави дела за да има резултати. Разбираш? На хартија сме јаки. Така, за да не прејде во друга тема, ова политичка, што воопшто не сакам денеска да спомнам. Значи, поентата е тоа, направи нешто добро, позитивно, да се видат резултатите, па после да зборуваме кој си и што си. Иначе секој што греши, за себе си греши. Тој кажува кој е, а не кој сум јас. Тој не може да ми каже кој сум јас си знам кој сум. Благодарам. Ви благодарам. Впрочем, си постои една многу убава поговорка, доброто со добро се враќа. Ако не направиш добро, како очекуваш нешто добро ти се случи. Добро утро за последниот гледач ова утро. Повелете о програма сте. Добро утро. Добро утро. На телефон Вера од Охридски Јерусалим. Добро утро, Вера, повелете. Многу сакав да ве добијам. Еве, успеавте. За прв пат се јавувам, многу имам барано. Прво да кажам за дечињава за школство. Јас имам внуче од 5-то оделение. Олмај наставата ја соживуваше како една игра. Лаптопот уклучен и тој врти околу округлата маса и ја слушат наставничката, ама ништо. Да, како телевизија што си гледаат децава, така и тоа. Така, не реагират. И сега е 5-то оделение и сега внук ми му плаќаме часови за све што има изгубено, да надокнади. Онлайн настава никако. Никако за дечињава. А бомбиве се знајте од кајце. И сакам нешто да се исповедам денеска, дека е чист понеделник. Дали ќе ми дозволите? Имаме уште така половина минутка, да. Така. Јас работев 30 години во ОТЕКС. 5 години добивав плата во Плико. И сега сум пензионерка со 25 години. А тие 5 години во Плико беа должни мене лично да ми ги дават, беа зависни од моето работно место. Јас сум работник. Ама во целиот комбинат бев едини зависник за другите работи да одат во процес. И мене како
Стришно во плико ми даваја плата. Јас многу ви благодарам и многу ми е макарно, знаете дека во 8 часот и 30 минути мораме да одиме со најновите вести. Во секој случај ми е мило што се јавивте за прв пат и ве очекувам во следна прилика од овде од кај што застанавте да ја продолжиме вашата животна приказна. Реков 8 часот и 30 минути, време е за најновите вести на Алфа телевизија. Како што ви кажав и пред малку, со огромно задоволство и љубопитно сакам да ви најавам еден многу убав разговор кој што го направи нашата Бела, а се однесува на една значајна кампања на платформата Лице в лице, која што се содржи од тоа да се унапредуваат и да се изедначуваат правата на жените, родовата рамноправност преку содржини кои што се објавуваат на нивниот вебсајт и на социјалните мрежи. Кампањата Час по родови прашања отпочна со почеток на меѓународната платформа 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња, која што се одржуваше од 25 ноември до 10 декември, но продолжи и во подоцнежниот период на 16 дена активизам, а со тоа се заокружува и 42-то издание на уличното списание за одржлив развој Лице в лице. Нашата Бела разговараше со уредничката. Како е една жена жртва да стане слободна жена, свесна за своите квалитети, да започне нов живот и доволно храбра да го направи тоа? Доколку го сакате одговорот на ова прашање, треба да останете заедно со нас на Алфа. Ќе зборуваме токму за 13 храбри жени од Македонија кои што го направија тоа со помош на социјалното менторство. Ние ова утро ве поздравуваме од просториите на Паблик, местото каде што се создава Лице в лице, списанието, уличното списание, кое што добро ви е познато. Веќе мириса овде на свежо отпечатено списание на Лице в лице. Станува збор за 52-то издание на Лице в лице, кое што е овој пат под мотото Моќна жена, подобар свет. И во чест на месецот на жената и празникот на жената, овој број е посветен на родовата рамноправност со акцент на економското зајакнување на жената. Содржините во овој број на Лице в лице се направени во рамките на проектот Можности за економска реинтеграција преку социјално менторство за жени, жртви на насилство, што го спроведува Паблик во соработка со One Woman Скопје преку регионалната програма наречена спречување насилство врз жените и девојките во Западен Балкан и Турција, имплементирање на норми, промена на ставови. Може би вака на почеток ви делува комплицирано ова што го кажав, почитувани, но верувајте ми и ви гарантирам дека ни се следниве неколку минути со помош на моите домакинки, односно ние сме нели нагости овој пат, ќе ви се разјаснат многу повеќе работите и ќе го добиете одговорот како жените да станат посилни, помокни и како оние жени кои што се жртви, кои што не гледаат во моментот, да ги охрабриме дека можат повторно да застанат на нозе. Задоволство ми е што ќе разговарам со Маја Ранска, уредничка на Лице в лице, и Ирина Спирковска-Лукровска од Unwoman. За мало представување за гледачите, Unwoman е агенција за родова еднаквост и зајакнување на жените, која што е основана за да се забрза напредокот во задоволувањето на потребите на жените и девојките широм светот. Девојки, драго ми е што сте во добро утро секое утро што ве имаме овде да зборуваме за една многу значајна тема. Маја, како настана соработката со Unwoman? Добро утро прво до гледачите, благодарно што ве заинтригира и вас темава. Соработката со UN Women Скопје настана многу природно некако. Развојот на Паблик одеше во таа насока што веќе почна да копа подлабоко во некои определени ранливи групи и да ги гледа можностите како може да ги зајакне. И тука се појавија нели нашите партнери со кои што заедно го спроведуваме овој проект веќе изминативе 18 месеци. Проектот е сега завршен, меѓутоа сега ги гледаме нели оние сите добри работи кои што се случија во изминатиот период. Овозможивме социјално менторство на 15 жени кои преживеале насилство и од кога ги видовме резултатите од целиот процес, од како видовме какви промени во животите на тие жени се случија, меѓутоа во исто време и промени на животите на сите нас кои што бевме дел од ова. Кога видовме како кога навистина нешто ќе се работи суштински,
има промени на подобро. Свативме дека тоа сакаме да го искомуницираме со публиката, со јавноста и од една страна да ја кренеме свеста, меѓутоа и да ги активираме луѓето да знаат дека ваква услуга постои, дека може да ја добијат. Ирина, ве молам, ајде малку подлабоко да навлеземе во оваа програма, од тоа кога постои, од кога се имплементираше, како се развиваше и која беше целосната идеја? Оваа програма, значи овој проект, конкретно што го работиме со Public, заедно со UN Women, се фокусира на економско јакнење на жени жртви на насилство. Како дел од оваа програма, зајакнувањето на сервисите кои што пружаат поддршка на жените жртви на насилство е една многу голема компонента. Всушност, соработката со Public започна пред 18 месеци, може би малку повеќе. Ние за прв пат сакавме да имплементираме проект кој што работи директно со жените и одбравме една, да речеме, релативно мала бројка, затоа што е пилот проект, за прв пат се имплементира во нашата држава. Со 15 жени се работеше, за да ги зајакнеме, да тие можат да се вработат, да излезат на пазарот на трудот или да се вработат, или самите да започнат собствен бизнис. Да нагласиме, ова се 15 жени кои што биле жртви. Жртви на насилство, да. Тие подолго време биле невработени. И со нив се работеше со 4 социјални менторки. Всушност Public имаше развиено веќе програма за социјално менторство од предходно. Преку овој проект ја адаптиравме таа програма за работа со жени жртви на насилство. После 18 месеци, 13 од овие 15 жени се вработени. И не само што се вработени, туку тие жени сведочат дека се чувствуваат многу зајакнато, со зголемена самодоверба, со поголем број на вештини. Тие посетуваа и разни видови на обуки. И исто така нивната финансиска состојба е многу подобрена и едноставно тие кажуваат дека целосно нивната благосостојба и квалитет на живот е подобар после учеството во оваа програма. Како ги најдовте тие 15 жени? Се работи за целата територија, во повеќе градови од Македонија, не сме само локално во Скопје. Како пристапивте до нив? Кои се тие жени? Мислам, не го бараме идентитетот, но како стигнавте до нив? И на кој начин се работеше со нив? Жените се идентификуваа во соработка со други невладини организации и со центрите за социјална работа во 3 градови во Македонија: Скопје, Битола и Команово. Начинот на работа е многу индивидуален и затоа велиме дека е доста уникатен овој пристап, затоа што 4 социјални менторки, секоја со своите жени, работи на индивидуален начин, оформува индивидуален план за развој. И со тоа всушност може да се извлече најдоброто од жените. Нивните се идентификуваат нивните потенцијали, нивните јаки страни, нивните интереси, потоа се насочуваат кон соодветните обуки и дополнително и социјалните менторки работат многу со нив, за да може да се потоа спојат со правата или фирма, приватна или јавна институција, како што и се вработи овие жени, или да основаат еден собствен, или некои ги прават и двете работи, се вработуваат и плюс работат фриланс. Значи, буквално пристапот е околу фокусиран на потребите на жената и тоа што каде таа се гледа себе си во иднина, за да може да работи, да биде независна и да се чувствува моќно. Многу ме интересира како изреагираа овие жени кога им пристапивте на почетокот. Споменавте дека на крајот се среќни, задоволни, затоа што сега прераснуваат веќе во на некој начин успешна жена. Успешна жена е среќна жена. Како изреагираа првично овие жени кога им кажавте дека ќе бидат дел од некаков ваков проект? Да, можам да споделам на вистина преубави изјави кои што и нас не пораснаа како луѓе. Една од изјавите на учесничките на програмата беше дека кога влегов за прв пат во канцеларијата на социјалната менторка, бев 5 сантиметри пониска. Кога го завршив, бев згрбавена, не ми се живееше едноставно. Тоа изјава на жена. Потоа кажува дека кога
кога видов за што се работи, кога почувствував што се случува во суштина со оваа програма, што работиме ние, на кој начин го правиме тоа, јас пораснав, комплетно го променив својот живот и својата слика за себе. Сватив дека јас сум таа која што можам да направам многу во мојот живот и јас сум главниот навигатор на мојот живот. И тоа е навистина многу значајно, затоа што од жени кои што биле жртви, кои што системот ги гледал како жртви и целата околина ги гледа како жртви, како некој кој што е немоќен, кој ќе си ја видиш таа силина и доверба во себе, кога некој ќе те поддржи да ја видиш и кога ќе едноставно неизбежен е, нели, успехот во тој дел. Секој од нас ја има таа доверба во себе, само е потребно да си ја види и да си ја расте. Да се разбуди или некој да ја разбуди кај една жена. Споменавте дека ова е прв пат ваков проект да се одржува, да се имплементира кај нас. Предпоставувам се соочивте со предизвици, можеби со некакви недостатоци. Може ли да споделиме што е она што ви е како поука извлечено од целиот овој проект? Да, предизвиците беа, за среќа имавме многу добар тим и предизвиците воод ги надменувавме. Најмногу беа во поглед на услугите кои што постојат во нашиот систем за социјална заштита, а не се достапни, нели, особено не се достапни на жени кои што преживеале насилство. Понатаму предизвиците се и во поглед на инклузивниот пазар на труд, односно инклузивноста на компаниите да прилагодат одредено работно место на една, нели, ваква ситуација и тука имаме уште многу работа да понатака и добро е што е така, меѓутоа гледаме дека работите се променуваат, дека веројатно не постои човек кој што нема да разбере што е неговата улога во целата приказна. Секој од нас како поединец и како, нели, дел од некаков систем има улога, има одговорност во многу елементи. Па така и во овој дел. Дали имате идеја и замисла ова да се повтори? Верувам дека во случајов доколку не гледа некоја жена која што е жртва, да ја охрабриме, дека ова ќе се повтори, дека постои надеж и за останатите жени жртви? Да, ние навистина сакаме да се повтори и работиме на тоа. Овој проект беше многу позитивно примен од сите кои што беа сведоци на тоа што се работи, како се работи и беа на некој начин инволвирани. Например, компаниите, приватниот сектор, па и јавните институции исто така велат дека добиле навистина добар кадар, добро обучен и дури велат дали имате уште вакви жени. Невладините организации со кои што се соработуваше, кои што беа вклучени во пружање на психосоцијална поддршка и работеле со жените, исто така велеа дека вакво нешто досега не се случило и дека е многу голем успех. И на крај и Министерството за труд и социјална политика изрази голема поддршка и желба да види проширување и зголемување на оваа програма ширум земјата. Посакувам да е така. Посакувам се повеќе свесни и општествено одговорни компании и институции да ви подадат рака во оваа борба, заедничка борба и да ги застанеме сите жени во Македонија да бидат храбри. Би сакала да се навратиме повторно на лице в лице. Ќе ми дозволите мало представување за гледачите на новиот 52 број на лице в лице. Маја, како уредничка, може ли да ни раскажете какви теми обработува овој нов број? Бројот се фокусира на економско зајакнување на жените, како што кажавме на почетокот, меѓутоа ја отвора темата од многу различни аспекти. Значи, зборуваме во главниот тематскиот број, зборуваме за тоа што значи економско зајакнување, како термин вака звучи компликуван, меѓутоа што значи за една жена која што има деца, која што е сама, која што нема поддршка од никого да работи. И како доаѓа до тој процес, како таа наоѓа работа, како е 8 часа некаде. Значи, некако во тој текст го објаснуваме, во главниот тематскиот текст го објаснуваме овој предизвик, меѓутоа го објаснуваме од аспект на нешто што функционира, значи од аспект на она што сме го завршиле како социјално менторство, дел од резултатите на социјалното менторство. Понатаму имаме интервјуа со клучни луѓе во нашата земја, во кои што ја знаат темата родова рамноправност и знаат многу елементи околу темата на родова рамноправност и отвараме важни прашања со нив во овој дел. Значи, од прашања кои што се однесуваат на тоа како
децата уште ги подлегнуваат на некои родови стереотипи, па се до спроведувањето на Истанбулската конвенција во нашиот систем. Понатака имаме доста содржини кои што се однесуваат и на обични жени кои што не се жртви, меѓутоа работат, како тие се носат со предизвиците на мајчинството, така, значи како се носат со како доаѓа до инспиративни работи, креативни работи, а истовремено се мајки и жени кои што работат и така натака, значи го демистификуваме некако тој елемент, зборуваме за родовата рамноправност и во бизнис светот, значи имавме еден податок дека потребни ни се 130 со вакво темпо како што сме сега, за 132 години ќе постигнеме таа рамноправност, така што и тука имаме нека голема борба, значи целиот број, ова е ретка прилика целото издание на Лица в лица во суштина да ја отвора темата полека и од различни агли. И им благодариме на сите соработници кои што се дел од ова издание, навистина веруваме дека продуциравме заедно квалитетни содржини. На мене ми задржа внимание разгледувајќи го делот посветен за јавниот буџет има различно влијание врз мажите и жените. Обработувате и ваква тема. Интересно многу. Темата за родово одговорно буџетирање и нас ни беше многу интригантна кога го работавме бројот и заедно со партнерите од UN Women го испродуциравме и таа содржина тој текст кој што навистина дава многу податоци да знаеме што значи кога се креира еден буџет во една општина, можеби на градско ниво, на локално, на државно ниво, што значи дека тука има родови аспекти и тоа е многу значајно. Да, и за самиот крај, девојки, ова прашање за двете, како ќе оцените жената во 2023, нема да речам во 21 век, жената во 2023 година во Македонија? Ајде, Ирина, повелете. Како ќе оцениме? Да, како ќе окарактеризирате, како ќе опишете жената денес? Јас мислам дека има голем напредок со тоа како жените се чувствуваат, што прават, многу повеќе во денешно време се работат, жените се многу активни, не се веќе домаќинки како што тоа било во минатото. Така што гледаме дека свеста исто така расте и кај мажите и кај жените, дека жените заслужуваат и треба да бидат еднакви со мажите. Меѓутоа, имаме уште многу што да работиме, затоа што едноставно живееме во патриархално општество. И за жал стереотипите се се уште многу присутни насекаде околу нас. Некој ќе каже во руралните средини, меѓутоа сведочиме и во градските средини. Кога разговараме со тинејџери во училиштата, значи има многу голема поделеност децата како растат, некои се навистина се чувствуваат мокно и храбро, некои се уште се обидуваат да се пронајдат, така што верувам дека имаме уште многу работа и мислам дека треба фокусот да го ставиме на подигнување на свеста кај младата популација, затоа што тие се тие што треба да ги менуваат работите во иднината. Да, треба да се работи и со возрастните, меѓутоа децата треба навистина да ни бидат фокус и да знаат дека родовата еднаквост е многу важна. Благодарам. Маја, како вие ќе окарактеризирате жената денес? Би се согласила со Ирена дека навистина имаме уште многу работа тука и добро е за тоа што работите се движат навистина во подобар правец, во подобра насока, меѓутоа клучно е да се работи со помладите, клучно е да се работи со децата. Значи, оние генерации кои што се веќе возрастни, навистина е потешко на нив да им ги менуваш ставовите, затоа што тука има багаж од минатото, багаж од некои стеги на општеството кои што тврдам дека се наметнати. Но со децата е многу важно затоа што дали навистина ние сакаме жените да бидат во една подредена позиција. Како мислиме општеството да ни се развија тако вако, значи една голема главна сила би рекла јас ни е оставена на маргините, односно оставена на некои места каде што не би смеела да биде. Многу убаво кажано и од двете. Вака би го заокружила разговорот. Се надевам дека бевме интересни на гледачите. Ви благодарам многу што начнавме навистина урлива и значајна тема за нашето општество. Благодарам.
Еве во гостинското студио, како што најавивме, гледате оваа прекрасна, широка и пространа тераса со поглед на Скопје. Верувам дека убаво ќе ви дојде ова утро еден новитет понеделнички, новој чист понеделника и минутите за убави денови, за убави години на Спортското радио, кое што на 22 наврши 18 години или полнолетство денеска. Се за овие 18 години и за следните ќе ни каже првиот човек на Спортското радио, Тони Митев, директор и спортски новинар. Добро утро и поздрав до сите кои што не гледаат. Па навистина, кога ќе се спомнат 18 години, осликува една бројка така интересна. Сериозна. Да, меѓутоа тоа е официјалната бројка. Имаме и неофицијална, бидејќи Спортското радио постоеше и пред тоа, меѓутоа на една друга фреквенција, под едно друго име, меѓутоа со донесувањето на законите во нашата држава, ние од таа бројка од 2005 година ги броиме, инаку Спортското радио мислам дека постои некаде од 96-та година. На таа фреквенција 90,3 FM полниме 18 години и на 22 пред некој ден го прославивме тој 18-ти роденден. Како го прославивте? Ќе ви кажам каква ми беше идејата, каква ни беше идејата, а тоа го оставивме за 20-тиот, затоа што некако на оние јубилеи 5, 10, 15, здравје Боже 20, имаме нешто со што отсликува еден период, некаква промоција на одреден момент. Се трудевме да изнајдеме, да издвоиме за тие години нешто. Јас би спомнал, на петката не ми ни текнува што беше знам дека беше во новиот музеј тогаш на борбата Македонска револуционерна борба, така? Музеот. Таму имавме една убава прослава, имавме промоција каде што нешто промовиравме во тој период што беше актуелно. На 10-ката мислам дека направивме штета што не се договоривме малку порано, али во некоја друга прилика верувам дека ќе ја пуштите, затоа што е химна, односно песничка, кај што се што е сите популарни личности. Интересно е што се вклучени многу спортисти, многу естрадни звезди, бендови, да. За естрадните звезди и нормално е да знаат да пеат и да го направат тоа што ние сакавме. Борче Нечовски го направи тој текст со Николче Мицевски, Благојче Трајковски, све или се еден до еден имиња во нашата музичка естрада. Меѓутоа интересно е што тука Панчев пееше, Саша Чирич пееше, одамна беше ги заборив. Мислам дека тука беа вклучени доста ракометари од Вардар у тоа време. Едноставно, за таа 10 годишница, таа химна беше нешто што направивме. 15-ката беше пред пандемијата и тука доделивме некои признанија кои што на субјекти кои што за 15 години успеале да придонесат нешто за спортот и за нас. А 18-ката имавме една идеја и се уште мислам дека не е дозреана, таман ќе се спои некако со 20-ката, здрави живи само. Значи ја нема да откривам многу, ќе кажам само, ќе најавам, ќе се доделат животни дела на просторот на поранешна Југославија, 3 и 3 овде наши македонски кои што заслужиле во годините наназад, во векот кој што измина пред тоа во спортот, и ние одбележувајќи нашата 20 годишница ќе поканеме, меѓутоа тоа ќе бидат имаме време. Тоа ќе бидат 3 имиња кои што апсолутно секој ги знае од поранешна Југославија и кај нас, и со една убава замисла музичка, во дали ќе биде тоа во филхармонија или ќе биде во Македонски народен театар. Во секој случај имаме 2 години да подготвуваме за тоа. Доволен период за да го направите тоа вистински спектакуларно. Колку луѓе, колку соработници има во оваа мала, но полна со ентузијазам екипа на Спортското радио? Интересно прашање и ќе откријам на нашите гледачи и слушатели една интересен податок. Во сите субјекти, во сите, да кажам, фирми во нашата држава, многу тешко е да се одржат во еден временски интервал, да бидат на едно исто место долго време. Јас можам да се пофалам дека нашата екипа, која што не е повеќе од 10 луѓе активни кои што работат, меѓутоа, еве нека кажат гледачите, каде има
па е веќе повеќе од 21 години, ако славиме 18 години, реков зошто наназад, ние сме малку порано заедно, 20-21 година, значи да не го променат своето работно место. Тоа покажува дека или луѓето се задоволни од тоа што го прават, или таму се пронашле и таму останале. Таа е бројката, тој е одговорот. Десетина луѓе активно секојдневно ја одржуваат таа спортска програма. Ние почнуваме некаде, за вас тоа не е баш многу рано, меѓутоа во 8 часот почнуваме со жива програма и сме еден од ретките радио медиуми кои што имаат жива програма секој ден до 23 навечер. Значи поделено во таа утринска претпладнена програма каде што ние тука ги кажуваме оние информации кои што се од претходниот ден од ноќта, им беа резултати далеку во ноќта во Америка заради временскиот интервал. Некаде на пладне е тој, ајде, во наводници споровозечки дел каде што има многу пресконференции, дали се тоа фудбалската, кошаркарската, ракометната федерација, нашите познати спортски клубови, кошаркарски, се одигруваат во викендот тие надпревари и вечерната програма во зависност од тоа кој дел од неделата, значи од понеделник до петок во работните денови, обично се случуваат надпревари кои што се играат од разни кола, например, не знам, во вторник и среда обично е Лигата на шампиони, каде што во живо од минута во минута ги коментираме и ги следиме. Нашите слушатели се научени бидејќи сме им сервис и знаат во кое време кога има. Прикладно име на луѓето кои што јас нема да спомнам како акцент на спортските облажувачи, меѓутоа во кола сите сме во движење, однеси дете, врати дете, дојди ваму, дојди онаму, а ние сме еден вид сервис кој што на тие наши слушатели голема бројка е, значи спортот е на бројка која што обединува многу луѓе. Да. Од секаков аспект, значи не само од резултатски аспект. Примерно имаме емисија кај што се популаризираат училишните лиги. Таму ги покануваме дечињата, наставниците од училиштата, па ги малтене како што Барселона и Реал Мадрид ги кажуваме и нашите дечиња од општина. Придавате важност и значење, така е. На телевизија, на радио да се појави тоа дете, ги следиме резултатите. Значи популаризираме доста спортови, ќе се само се докажам дека сабот и недела ни е најударниот и просто, што мислам од проста причина што сите настани спортски се за време на викенд. Тогаш имаме буквално цел ден жива програма каде што се вклучени комплетно сите луѓе и едноставно ги научивме луѓето дека кај нас може да го најдат тоа што на друго место го нема, а не напаѓајќи телевизијата, меѓутоа радиото е медиум кој што е побрз, кој што дозволува некои други работи побргу да се представат пред слушателите, посебно после пресконференции и така натаму и така натаму. Тоа е Одлично, одлично. Секоја чест, штом луѓето 18 години па и плюс останале на истото работно место, тоа значи дека 90.3 е срекна фреквенција, така? И единствената кајна спортска фреквенција на која што можат буквално да ги добијат одговорите на сите нивни прашања. Така е. Значи, луѓето веќе знаат каде да се обратат. Нас ни се случува преку целиот ден, иако е време на модерна технологија, се наоѓаат сите резултати. Со паметни телефони имаат, интернет, можат сами да... Меѓутоа, ние, како што неколку пати спомнав, ги научивме нашите слушатели назад годините 20, иако ако се вратиме назад, можеби таа позиција многу повеќе ни одговараш. Ние пред 20 години, кога немаше интернет, бевме малтене единствениот извор каде што луѓето добиваа информации. Меѓутоа, сега преку разни прикази, преку разни репортажи, присутни сме скоро на сите европски, светски надпреварувања. И пак го користам оној момент на предноста на радиото. Значи, ако сме на некој надпревар каде што, не знам, наша екипа игра, ние сме толку играни што можеме на полувреме да дојдеме до нашиот тренер, да го вклучиме на мобилен телефон, на Вибер. Едноставно ги користиме сите предности на радиото, иако вела дека нели са со модерните технологии дека радиото па и телевизијата некако добиваат една друга позиција. Ја не се сложувам затоа што радиото од секогаш било и мислам дека и понатаму ќе остане медиум кој што и како ќе се слуша. Одлично. Тони, уште пред да започне официјалниот старт, па и предходно на спортското радио, ти беше еден од првите луѓе кои ја покрена идејата и приказна која трае 30 години да се прават спортски надпревари на познати лица и на луѓе кои што го сакаат спортот и музиката и убавите нешта. Да, Сузан.
30 години назад, ако се вратиме, толку е таа организација на тој настан, почна некаде, ја веќе заборив 92 година, мислам, одамна, кога бевме 30 години плюс имаме, да. Кога бевме многу така млади, помлади, да. И повеќе ентузијастички да. расположени. Првиот турнир, се сеќавам, се викаше FM Циркус. Учествува 8 радија и една телевизиска куќа, тоа беше трет канал на македонска телевизија. Начело со уредникот тогашен Диме, таму беа Сидор, таму беа Ирена, Миланка. Бев и јас. Бев и јас, меѓутоа не се надпреварував, многу добро, многу во свежо сеќавање ми е тој настан и таа навистина една манифестација која поттикна еден голем ентузијазам кај луѓето. Првата година беше така баш нешто нејасно, имаше и публика, меѓутоа не знае луѓе. Наредната, ја добро се сеќавам, мислам дека беше 93-та година, сега со годините може утнува, ама едно 30 години назад се враќаме. Значи, старата сала на МЗТ, во аеродром, сегашна на Вардар, спортски центар Јане Сандански, имаше, мислам дека некаде околу 7000 публика со влезници платени. Може да замислиш да платат влезници, да ги видат луѓето од медиумите, каде што таа година направивме прв пат да мора да биде услов во секоја екипа да има по некој познат пејач, артист, глумец, иако сите луѓе што беа на телевизија и на радио тоа време беа популарни. Да. Се сака луѓето да ги видат како тоа изгледаат еден друг како играат фудбал и како го разјакнат спортскиот дух, да. На терен како се однесуваат. Мене ми текнува таа 93-та година, како ги најавуваа, сега НБА тоа го прават. Значи се изгаси светлото во салата и конкретно за нашата екипа, тоа се сеќам, популарен политичар, сега веќе возрасен во пензија, Петар Гошев, и звезда беше Елена Георгиева, а песната беше Мите море мите, актуелна таа. И со звуците на таа песна, изгаснато светло, се палат рефлектори и излегуваат, најавуваат. Тоа беше едно чудо кое што траеше и трае уште, меѓутоа во тоа време луѓето беа желни за таква работа. За нешто такво, да. Да, тоа беа и годините на водени лудори, ако се сеќаваш во организација на третиот канал на македонската телевизија, каде навистина луѓето ужива, и оние во публиката, но и оние кои се надпреваруваат. Они тука некаде ние го дотрошуваме времето. Јас навистина ќе ви посакам следните 18 години да бидат многу поуспешни од овие и да ви бидат еве само еден елан или ветар во грбот за да постигнувате уште поголеми резултати и да препознавате уште поголема армија од слушатели кои што ве слушаат редовно, секојдневно. Јас имам еден на крајот една изрека која што секојдневно со моите пријатели, со колегите, со нашите деловни партнери кога зборуваат за време, за кризи, за економија, јас велам говорејќи на нашата програма за спорт, две дечиња да успееме, да ги мотивираме, дали е тоа на фудбал, кошарка, пливање, ракомет, одбојка, сме успеали и како родители, и како општествени одговорни, како радио, како фирми. Едноставно, тоа е нашиот мотив преку, нормално, екзистираме и ние преку таа програма, меѓутоа се радуваме, а уште порадосни ќе бидеме, како што за прв пат известувавме од Европско првенство во фудбал, каде што фудбалската репрезентација Македонија учествуваше, сме известувале од многу ракометни европски првенства, така беше и оваа година, и ќе бидам радосен, така ќе го завршам мој разговор, ако работејќи растеме сите, меѓутоа расте и нашиот спорт и известуваме за убави спортски информации. Одлично. Уште еднаш ти благодарам што ова утро проговоривме за овие убави 18 години кои што навистина обединија многу луѓе да си го слушаат спортското радио додека се движат из градските гужви. 90.3 е уште еднаш да кажам фреквенцијата за оние кои немале можност малку повеќе да останат и да слушнат нешто, а ние ова утринско дружење го заокружуваме заедно со разговорот кој што го направи колешката Ивана Крстевска-Јаневска по повод великденските пости кои што започнуваат токму од денеска и траат точно 49 денови или 7 недели. Ивана разговараше со отец Горан, се во врска со постите и се во врска со она кој секој чесен верник, христијанин сака да го примени во име на неговата вера. Ве поздравувам и ви посакувам убав ден, останете на фреквенцијата на Алфа телевизија, се гледаме утре во истото време на исто место. Довидување.
Денеска почнува Великденскиот пост, кој што е еден од најважните пости во христијанската религија. Постот завршува токму со најголемиот празник, а тоа е Христовото воскреснување. Токму овој пост е еден од најдолгите, но и најстрогите пости за православните христијани. Токму на Великден завршува постот, односно почнува денеска, а трае во следните 48 денови. За тоа, какво е значењето на Великденскиот пост, што треба да се прави за време на постот, од што треба да се лишат православните христијани. Ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје ќе разговарам со отец Горан. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро на гледачите на Алфа телевизија. Како што спомнавте и во најавата, значи православните христијани не треба да се лишат од ништо, меѓутоа треба да се воздржуваат, бидејќи постот представува всушност тоа воздржување. Значи самата етимологија на зборот кој што го сретнуваме значи воздржување. Пример за овој пост ни е 40-дневниот пост на Спасителот наш Господ Исус Христос, кој што е опишан во Светото Евангелие. И како тој пример православните христијани го земаат начинот на воздржување како средство за да се ослободат не само од оние телесни страсти, туку да се ослободат и сите од оние да речам духовни искушенија кои што ги сретнуваат во текот на животот, за да можат радосно да влезат во празнувањето на Воскресението Христово, бидејќи сепак со овој пост започнува и циклусот на постови во православната црква, како што на истиот начин сите пак празници во православната црква се излеваат и се влеваат во празникот на Воскресението Христово. Да, ова е најдолгиот и најголемиот пост од сите 4 поста. Почнува денеска. Што поточно се прави на почетокот на првиот ден од постот? Па овој пост, например, понеделникот се нарекува чист понеделник од почетокот на Великиот пост. Сега има правило за воздржување нели од храна. Правилото е дека постот од понеделник и петок се пости на вода, односно подразбира воздржување од месо, месни производи, млеко, млечни производи, јајца и риба, значи растителна храна, а саботите и неделата се пости на масло, додека рибата е дозволена да се јаде само на празникот Благовец и Цветници. Сега секако она што е најважно е дека секој треба најпрво пред да почне да пости да го измери своите телесни сили и секако и своите духовни сили да помине во црквата на исповед и секако со свештеникот, парохискиот свештеник во најблиската црква, да се едноставно да се разговара и да се договорат за начинот на постот, бидејќи на секого не може да му се наметне еднообразен пост на како што се во правилата, бидејќи сите луѓе ние сме различни, секој пристапува во верата на различен начин и има различен опит, меѓутоа сепак да се придржува до оние норми кои што значат телесен пост и секако она што значи духовен пост, а тоа е секако воздржувањето од лошите помисли и молитвословењето, односно извршувањето на молитвеното правило и учеството во литургијата, причествувањето со телото и крвта Христови, затоа што и суштината на постот кој што представува, да речам, едно придружно средство во она што значи цел, а тоа е учеството во литургијата и причествувањето, да се направи со благослов на свештеникот и секако согласно она што може еден православен верник да го направи, значи не сите можат да постат на вода толку време, не сите можат да се воздржуваат од риба, меѓутоа сето тоа може да се договори во текот на исповетта. Важно е луѓето да имаат желба, значи да се вклучат во постот, да го осознаат како еден вид на духовна борба и на вистина она што значи што не води во самата смисла на воскресението, дека на овој начин ги продуховуваме и нашите тела преку воздржувањето.
Да, постот трае 7 недели или точно 48 дена. Што поточно се прави во текот на секоја недела? Во текот на секоја недела има постојано, значи, великопостни богослужби, значи од утревните часови, секако во попладневните часови, во среда и петок има литургија на претходно осветените дарови. Во манастирите и тие што имаат благослов во првите 3 дена од постот тримерат, значи секако се воздржуваат во тие 3 дена од целосно јадење и пиење и секако целта е да се причестат во средата на литургијата на претходно осветените дарови, понатаму да продолжат со постот. Значи, овој пост во текот на сите 40 дена го одбележуваат литургијата на предосветените дарови во среда и петок. Секако неделите кои што си имаат свое значење во историјата на црквата и секако во спасителното дело на нашиот Господ Исус Христос, посветен е на секој поголем настан што се случил во црквата, како што е првата недела од постот, недела на православието или победата над иконоборството, втората недела, неделата на Свети Григори Палама или зацврстувањето на преданието на црквата како исихастичко предание, стекнувањето на благодата на Светиот Дух преку непрестајната молитва, крстопоклоната недела на средина од постот, каде што влегуваме и учествуваме во страдањата Христови, понатаму неделата на Свети Јован Лествичник, она скалило на духовниот живот кој што го искачуваме низ овој пост, неделата на Света Марија Египетска, секако како пример на една од многуте преподобни жени во православната црква, како пример на воздржување и секако понатаму цветници, влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, страдалната седмица цела и очекувањето на радосниот празник Воскресение Христово. Оно што често ги збунува верниците и често го поставуваат тоа прашање е кога подобро да се причести, дали во почетокот на постот или во крајот на постот. Значи, причестувањето не е награда за некој наш труд, значи за некој одреден пост, особено не награда за оној пост кој што самите себе сме си го определиле во трајање од 1 или 2 седмици пред или пред отпочнувањето, например, на кој ќе отпочне постот и пред завршувањето на постот. Туку постот треба да биде онака како што ќе го благослови свештеникот, значи да се дојде на исповед, на духовен разговор и на тој начин да се утврди правилото на постот, бидејќи постот сам по себе не завршува како еден свој вид на награда за причестувањето, туку причестувањето е учество во самиот живот на црквата, бидејќи преку причестувањето, преку телото и крвта Христови го примаме Христос во нашиот живот. Така да сами на себе не е добро да се определуваме било што, туку ќе треба сепак да дојдеме во најблискиот православен храм со нашиот парохиски свештеник да поразговараме за постот, за начинот на причестување, за начинот на молитвеното правило, за читањето од Светото писмо и така натаму. Отец Горан, ви благодарам за одвоеното време и еве нека се за многу години великденските празници кои што ни престојат по завршувањето на великденскиот пост. Амин, нека се лесни и богоугодни постите, нека е се во слава на Бога. Уште многу работи можеби пропуштивме да ги одговориме, меѓутоа сепак како што напоменав, најважно е да се направи тој прв чекор, да се има таа непосредна средба со свештениците во храмот и на тој начин да ги црпат верниците информациите најдобро. Благодарам уште еднаш. Секако од денеска споменавме почнуваат великденските пости, кои што се едни од најдолгите, но и најстрогите пости од сите 4 големи пости кои што ги има во православието. Така што ние ве поздравуваме ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски. Останете и понатаму со нашата програма.